Raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Možam se, Isuse Hristose, so tebe možam se, Isuse Hristose, na. Mir vam, tatko moj, potrebna mi je tvoja ta sila, tvoja ta ljubav, tvoja ta milost. Po imenu na tvoj sin Isus Hristos te molim, sekoj zbor da ima tvoja ta sila, tvoja ta dobročina, tvoja ta ljubav, tvoje to dugotrpenje. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Jovan 14. glava, nema da ve ostavam siraci, ti blagodaram za to, a tatko moj, bo imето na Isus. Duhot na вистината, пазете, духот на вистината. Сатаната е татко на лагата, вие гледате како ве лажат во овој свет, ве лажат политичари, ве лажат на работа, ве лажат продавници, продавачи, ве лаже светот, ве лажат вашите домашни. Знаете, татко на лагата е сатаната, тој е стопанот на куќата, на која куќа? Нова земја, долина на сенка смртна и на телото во кој сте вие затворени, бидејќи вие сте душа, во кој е вдахнат дух. Духот на вистината, кого светот, пазете, не може да го прими. Не може да го прими. Тие си живеат во својата лага, зашто не го виде кого Исус, ниту го позна, а вие го познавате. Дај Боже, зашто во вас е слава ти, Господе Исусе Христе, и во вас ке биде. Ние зборуваме за пребивање на Бог во нас и ние во Него, во духовна природа. Отецот Небесен е наречен татко на духовите. Татко на духовите, значи ние не сме телесна природа, имаме тело духовно, кое треба да расте, зашто имаме храна која не е од овој свет. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор, што излегува од устата на Бога. Од устата на Бога, пазете, не од друга уста. Нема да ве оставам сираци, ти благодарам, Исусе Христе. Ке дојдам кај вас, во нас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа. Исус им зборува на своите ученици, тие не го разбираат. Светото писмо е тоа што го зборувал Исус. Ако Исус не го разбирале, тие биле со Него, како ќе го разберат Светото писмо без дух? Без дух. А вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Јас сум животот, вели Исус, патот и вистината. Во оној ден, вие ќе разберете по судниот ден дека јас сум во Отецот, јас сум во мојот Отец и вие сте во мене.
и јас сум во вас. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ние зборуваме за пребивање во Бог, за пребивање во љубовта, Божјото царство во новиот Ерусалим, пишано е. За да го разбереме, ние во тело нема да има храм, нема да има храм. Храм ќе бидат Отецот и јагнето, престолот. Значи ние пребиваме во Бог. Кој ги има заповедите мои, пазете сега и ги пази. Зборува Отецот преку Исус, татко мој зборува и денеска преку мене. Кој ги има заповедите твои и ги пази. Кои се заповедите негови? Не се тешки, љуби. Туку се убави, се благи. Милост сакама не жртви. Љуби го својот ближен. Како себе си првин почни од својот ближен, од семејството, од соседот, од сите луѓе, од оние што ве колнат. Благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Кој ги има заповедите мои ги пази, тој е оној што ме љуби. Значи, треба да го љубиш ближниот свој за да го ljubиш Бог. Не можеш да го љубиш Бог ако не го љубиш ближниот свој. Тогаш ти си лажец и вистината не е во тебе. А кој ме љуби мене, вели Отецот преку Исус, возљубен ќе биде. Исус вели, кој ме љуби мене, возљубен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возљубам. Слава ти, Господе Исусе Христе, и ќе му се јавам сам. Знаете, да го слушаш Божиот глас. Јас предавам сценски говор на факултет за драмски уметности и под дух. Значи имаме гласови што се во рамките на вашето тело, имаме ангелски гласови, ги добиваат некои луѓе што действуваат во љубов, имаме Божиот глас создава се. Божиот глас со збор создава, оживува, создава. Кој ме љуби мене, возљубен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возљубам и ќе му се јавам сам. Слава ти, Господи Исусе Христе, му рече Јуда не Искариот. Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш? Нам, а не на светот. Исус одговори и му рече, пазете, ова е многу важна состојба. Ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое. Што значи тоа? Ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое. Значи, не можеш да го љубиш Бог, а да не го љубиш братот свој. Љуби го својот ближен како себе си, единствената заповед во која се состои тоа да го љубиш Бог, бидејќи Бог го создал и твојот ближен. Не само тие што те сакаат и љубат, туку сите оние што ти се спротивставуваат и не те разбираат телесната природа, слепите по дух, зашто кој ќе турне слеп пат, човек од патот. Проклет да и целиот народ да каже амин. Се мисли на духовно слеп. Исус одговори му рече, ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое. И мојот Отец ќе го возљуби. Значи, ако го пазиш Словото мое, пази и ќе дојдеме кај него. Исус го вели ова. И живеалиште во него ќе направиме. Ете го христијанството. Нема обреди, нема скокање, нема јадење, нема постење. Еве го принципот на Исус. Ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое, да го љубиш својот ближен како себе си. И мојот Отец ќе го возљуби и ќе дојдеме кај него и живеалиште ќе направиме во него, во неговото срце, во твоето срце. Тесно ви е во срцата ваши, не до место вели. Ние зборуваме да му дозволиш на Бог да дојде во твоето срце. Оган што согорува, да се разгори твојот пламен на духовното тело, самиот живот и да изгори се што не е од Бог. За да можеш да пребиваш во дух во Бог, да го оставиш телото, да се вратиш кај Бог. Кој не ме љуби, пасете понатаму. Значи Јован 14 глава 23-24, кој не ме љуби, не го запазува Словото мое. А Словото што го слушате, вели Исус, не е мое, туку на мојот Отец. И ова Слово мое не е мое, туку на мојот Отец. И ова што го зборувам, јас не го зборувам јас, туку Духот на мојот Отец зборува низ мене. Те сакам, Господи Исусе Христе, брате и пријателе. Кој не ме љуби, не го запазува Словото мое, тој што не љуби не е од Бог. Чедата Божји и чедата ѓаволски по тоа се познаваат. Секој што не врши правда, прво Јовано, што не врши правда. Која правда? Божјата правда.
не е од Бога. А и оној кој не го љуби братот свој, тој не е од Бога. А словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец, на мојот татко. Дали знаете дека имате Отец на небесата и тој создал се? Се создал и зборовите се негови, сите зборови што ги зборувате се негови, се е од него и за него создадено. Исус, во Исус пребива тој да биде видлив, бидејќи Бог е непристапна светлина и никој не може да го види. Ова ви го реков бидејќи сум со вас. Ова ви го реков бидејќи сум со вас. Исус зборува. Може Исус да биде со тебе. А утешителот пак, Духот Свети, утешител, кого што Отецот ќе го испрати во мое име. Значи, сето тоа е условено да љубиш, да действуваш во љубов, да му дозволиш на Исус да действа во Духот пред тебе, а утешителот пак Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во мое име, во името на љубовта, во името на Таткото Небесен. Тој ќе ве научи на се. Тој ќе ве научи на се. Тој ќе ве научи на се. Духот Свети ќе ве научи на се, како што и мене ме научи, бидејќи јас немам библиски школи. Дури немам ни доволно време од световните работи на Факултетот за драмски уметности и други световни работи да ја читам Библијата доволно. Тој ме учи затоа што тој така сака, затоа што неговата волја се случува, затоа што јас знам дека не сум од овој свет, дека сум предал се на Исуса. И некако што сакам јас, како што сакаш ти, татко мој, во името на Исус. Тој ќе ве научи на се, значи Духот Свети ќе ви напомни, ќе се сетите за се што сум ви зборувал. Видете, едно место се вели тие што не го познали Исус како. Па законот на љубовта е напишан во нашите срца. Во нашите срца. Човек знае дека не може да љуби, дека му е потребна помош од Бог. Само треба да имате повтеж да го повикате Исус, да дојде во вашето срце и да ви помогне да љубите. Значи, првин треба, ако некој ме љуби, ќе го пази Словото Мое, да действуваш во љубов, ќе дојде со Отецот Исус, ќе направи сокровиште во твоето срце и потоа ќе го испрати Духот Свети. Ако го слушате Словото да го слушате како слушатели, да го извршувате Словото, да го извршуваш Словото, да действуваш во Словото, да љубиш и да постапуваш како што постапи Исус. Значи, тој ќе ве научи на се. Духот Свети, за се што сум ви зборувал, мир ви оставам. Слава ти, Господи Исусе Христе, за твојот мир што ми го даде. Мирот свој ви го давам. Слава ти, Господи Исусе Христе, мир вам на сите што го слушате ова Божјо Слово, но не како што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, да не се плаши срцето ваше, ниту да стравува. Ова е друг превед. Слава ти, Господи Исусе Христе, имате ли мир, браќа и сестри? Мир, што е да се случува? Ако сте вие во Исус, ако сте му го предале срцето, ако љубите и действувате во законот на љубовта, во царскиот закон на љубовта, вие ќе останете мирни. Значи, нема да ве оставам сираци. Божјото Слово не се враќа празно. Нема да ве оставам сираци. Ќе дојдам кај вас. Ние зборуваме за Татко на небесата. Чувте дека јас ви реков, заминувам од вас, зборува Исус 28 стих 15, а Јован 14. Заминувам од вас и пак ќе дојдам кај вас. Но ако ме љубевте мене, ќе се зарадувавте што реков одам кај Отецот. Одам кај Отецот. Видете, тие не го разбираа. Зашто мојот Отец е поголем од мене. Исус кој беше таму не го разбираат. Како ќе го разберат Словото кога Исус не е тука? Само во Дух. Духот Свети, утешителот, тој што ќе го испрати во Негово име, во името на Исус. Тој ќе не научи на се, но претходно треба, кој не ме љуби, не го запазува Словото Мое. А Словото нема и таму вели, ако некој ме љуби, ќе го пази Словото Мое. Да го пазиш, значи да љубиш. И претходно вели, во онен ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец. И претходно вели, Духот на вистината, кого светот не може да го прими. Не може да го прими, зашто не го види, ниту го позна. Исуса, љубовта. Отецот Небесен кој дојде во Исус,
koji dojde vo Isus i sami od sebe si se kazni, sad da ni pomogne da se vratime kaj nego bludните sinovi da kažeme tatko, pogrešiv pred tebe i pred neboto, все moje tvoje. I сега ви кажав уште пред да се случи, вели Исус, такова ќе се случи да поверувате. Блажени се оние што не виделе, поверувале. Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет. Пазете, кнез на овој свет позади. Кнезот на се тоа што го гледате. Велзевул, Зелзевул, собственик на куќата. На која куќа? По која е вашето тело? По која е вашата душа? На телото. И затоа ви е потребен духот на вистината да ви даде сила од синови човечки, синови сатански, од сатанско тело да преминете во тело Божио, да се преобразите во љубов. Иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот, светот да разбере и како што ми заповеда Отецот, така правам. Пазете, како што ми заповеда Отецот, така правам. Тоа вели Исус, а тоа треба секој од нас да го каже. Како што ми заповеда Отецот, така правам. Тоа значи тоа да љубам, да простувам, да не осудувам и да извршувам волјата на Отецот. Те сакам, Господи Исусе Христи, да чекорам во љубов. Станете да си одиме од овде. Пазите кој стих. Станете, луѓе, станете да си одиме од овде, што барате овде. Во овој свет вие го љубите светот. Врзани сте во овој свет. Тоа е себељубие. Стопанот на куќата е Верзевул, Зерзевул. И велми и упреку. Не само тоа. Земјата е долина на сенка смртна, татко на лагата. А ние зборуваме за духот на вистината. Сите ве лажат, ве крадат, ве продаваат. Во Македонија сакаат да го обезличат народот. Некој земал пари да ви го смени името. Да ви забрани да бидете тоа што ве нарекол Господ. Тоа што ве запишал Господ во Светото Писмо, кое не се враќа празно. Вековите ќе преминат, се вели, но моите зборови, вели Бог, Отецот наш, во името на Исус, нема да преминат. 15 глава, јас сум вистинската лоза. Мојот татко е лозарот, вели Исус. Секоја прачка што не дава род, тој ја одсекува. Значи, вие сте лоза која треба да се прикалеме на неј да давате род. Каков род? Род на љубов, плод на љубов. Да љубите, да љубите, да љубите и повторно да љубите. Повели и љуби, брате, да видам дали си христијанин. Секоја што дава род ја очистува, се осветува. Повикани сте на осветување. Бидете светиот и јас сум свет, за да принесе повеќе род на љубов, да покажеш дека си во љубов, да ги љубиш сите, да простуваш, да действуваш во милост, да се молиш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Со Тебе можам се, Исусе Христосе, со Тебе. Вие сте веќе чисти преку Словото. Пазете 15 глава. Вие сте веќе чисти преку Словото. Ама, ако Словото живее во вас, ако действувате во љубовта, ако некако што сакам јас, туку нека биде Твојата волја, татко мој, чисти преку Словото, што сум ви го проповедал. Тоа не подразбира да го цитирате Словото, да осудувате, да се подсмевате. Тоа значи да го живеете Словото, да живеете како Исус. Станете да си одиме од овде, вели Исус. Станете и тргнете по Исус да си одите од оваа земја. Знаете, има повеќе сведоштва луѓе што преминале на свет по грешка, се умрели, па се враќаат назад. Сите приказни имаат иста суштина. Тие не сакаат да се вратат. Дури еден вели, гледа мрша некоја, а си го гледа своето тело и го буцнале ангелите и тој влегол во едно тело. Е сведоштво на наша сестра во нашата заедница. Роднина по грешка го земале. Починал додека го чувал овците, стоката. И горе оди. Ова ми го кажува жена христијанка која го чита Словото и која е стабилна во Исус. Стабилна. Животот ти нанесе многу проблеми, но таа издржа, таа љуби во Исус. Значи умира незиниот близок и го носат ангелите.
I doaѓа им вели таму глас, не тој кој сте го земале, не е тој, например Лазар. Лазар е од друго на село. И го враќаат назад. И тој не ќе да и доаѓа, вика, гледам, тој сега и раскажува таа му е роднина. Кога гледам една мрша, а си го гледа телото. И му вика, ајде, влегој, не сакам, рекол, овде ми убаво. И тие го турнале со мечовите, го боцнали, влегол во телото и вика, и се разбудив. Вие сте чисти преку Словото што сум ви го проповедал. Пазете, зборувам за суштинска работа. Станете да си одиме од овде, вели Исус. А можете да си седите тука, да јадеме и да пиеме. Бидејќи утре ќе умреме. Навистина ќе умрете, нема да имате веќе сила. Ќе треба многу време да помине, да се вратите во свесна состојба. Зашто милоста Негова е вечна. Напишано на многу места, во еден псалм, по 30 пати. Милоста Негова е вечна, некој мисля дека доли има некоја скара, се пржите вие. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Пазете порака од Исус. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Светото писмо на илјадници начини, на безброј Божји начини раскажува една суштина како да љубиш. Бидете во мене. Значи тоа е да бидеш со Исус, да бидеш во Исус, тој да биде во тебе, тој да биде во твоето срце, Словото да биде во твоето срце, да го љубиш својот ближен како себе си, да љубиш. Повери и љуби, брате и христијанине. Дали си вистински христијанин или само цитираш слова и осудуваш и чекаш Господ да ти прати такси? Станете, вели тој, не праќа такси да си одиме од овде. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Јас ќе бидам во вас. Слава ти, Господи Исусе Христе, што пребиваш во моето срце. Те сакам, татко мој. Јас сум лозата. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата. Пазете, Исус е вистинската лоза, вистинска лоза, има и лажна лоза. Така и вие, ако не бидете со мене. Не можеш да даваш плод, ако нема плодови на љубовта во твојот живот, не си накалемен на Исус, не си го избрал Исус, не си го предал својот живот на Исус. Се уште живееш во сатанската природа, во себелюбие, си ја сакаш душата своја, да си угодуваш на себе си, наместо да му служиш на Бог, тие бара својата слава. Кој ја бара својата слава, тој не е од Бога. Кој ја бара славата на оној што го пратил, славата Божија. Значи, така ако вие немате плод, не сте во мене, јас сум лозата, а вие сте прачките. И кој е во мене и јас сум во него, тој ќе даде многу род. Вие сте лозата, јас сум лозата, слава ти Господи Исусе Христе, а вие сте прачките. Кој е во мене и јас во него, кој е во мене, вели Исус, тој ќе даде многу род, зашто без мене не можете да направите ништо. Но со тебе можеме да направиме се, Господи Исусе Христе. Сакам да го направиме тоа се со тебе, да го направам тоа се. Ти предавам се што имам. Без мене не можете да направите ништо. Тој не зборува за световни работи. Тој зборува за тоа станете да си одиме од овде, да се придвижите од сатанска природа, од отпаднат ангел, од сатански бит на нељубов, на омраза, на себелюбие, да се преобразите во љубов. Затоа ви е потребен Духот Исусов да му го предадете животот. Затоа слезе Таткото Небесен преку Исус, да ви го земе товарот, да ви го понеси крстот, да ви даде колку што можете да истрпите. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу род. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ми даваш да дарувам род. Те сакам, Господи Исусе Христе, песни, завети, сведоштво, молитви, книги. Те сакам, Исусе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка. Тоа е зборува за крајот, дека сте вие бесплодни јалови без ног и ќе се исуши. Видете, луѓето се болни на крајот на животот, сваќаат дека се беззначајни, умираат во болки, Господ им дава можност, Таткото. Значи го ослабува телото да можеш да се покаеш. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка
и ќе се исуши. Знаете вие кој ќе остарат луѓето што биле мокни, плачат како деца, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат, зашто мојот Бог е оган што изгорува. Првиот свет помина низ вода, Господ потоа даде со барката на Ное завет, виножито се потпиша дека нема повеќе да го потопува светот, грешниот свет. Вториот свет, ова во кога ние го живееме, ќе помине низ оган. Низ оган, и ако делата се добри, ќе поминат, ако не ги бидат оштетен, самиот ќе биде оштетен, на духот негов, да чека суд, да биде спасен, да чека суд. Ако останете во мене, пазете, и зборовите мои останат во вас. Овие зборови, што значи да останат зборовите? Ако останете во мене, треба да останеш во Исус, да се облечеш во Исус, да љубиш како Исус, да се облечеш во љубовта. И зборовите мои останат во вас, не како слушатели да ги цитирате, да ги живеете, да покажете како се љуби непријателот свој, како се молиш за болниот, за ближниот, како гладниот го нахрануваш. Ако останете во мене и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде, ако останете во законот на љубовта. Затоа молитвите не се услишуваат, вие не љубите, не сте простиле, осудувате секој ден, не сте му го предале срцето, Господа, не ми се мешај сега во ова, јас сам ќе направам. Не се му предаваш на Исус, се твоето тело, твојата душа, твоето семејство, твоите деца, едни, други, трети, оние што те мразат, семејството, црквата, земјата, барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу род и да бидете мои ученици. Ти бараш нешто да себе љубие, Господа ти купи кола, да имаш станови. Ти треба да го бараш Царството Божјо, синко. Царството Божјо. Што значи да се бараш? Станете да си одиме одовде. Исус, Јован 15, 14-31 стих. Станете, луѓе. Исус ви вели, станете да си одиме одовде. Отецот ви вели преку Исус, а вие барате овде да останете. Барајте го најнапред Царството Божјо во истото Евангелие и се ова. Кој е ова? Тоа што ви е потребно ќе ви се придаде. Ти благодарам, Господ Исусе Христе, што ми го отвори срцето за Твојата љубов. Се молам за сите браќа и сестри во името на Отецот, во Исусе, во името Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на сите оние што го слушаат ова слово, за исцелување на нивната душа, на нивното срце, на нивниот ум, за исцелување на нивниот однос со Тебе, да Те познаат, да Те засакаат, да се покајат и со срцето да разберат, да се покајат и со срцето да разберат дека ние сме дел од едно тело, дека ние сме повикани, станете да си одиме од овде. Ако ви овде убаво, по извесен период ќе остарите, ќе почнете да овкате. Сум посетил доста старски домови и луѓето се разочарани, немаат живот, живи умрени. Ретко кој е весел и радосен, што Господ му дал век да слави. Бидејќи без Исус вие немате ништо. Без Исус немате љубов. Без Исус немате мир. Без Исус немате ништо. Без мене не можете да направите ништо и ќе видите како прачка која се фрла во оган, сетне и упреку до некое ново создавање, до нова Божја приказна и Божја драма, каде ќе треба да научите да љубите. Те сакам, Татко мој, Господе Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над се што не е од Тебе, во мојот живот, во моето семејство, во моите љубени, во целата земја. Те сакам, Татко мој, ти благодарам, што си ме воплотил во Македонија, што си ме запишал во Божјиот катастер, зашто македонец е човек што го повикува Бог. Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе. Без мене со Тебе можам се, Исусе, Христосе. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасу
si, oče moj, ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče, prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče, prosti. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vošesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče, prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče, prosti.